Денеска имаме уште едно гостување во студиото, затоа што ќе ни биде задоволство да најавиме еден убав роден ден, кој што наскоро не очекува, поточно во сабота на 31 или ако зборуваме за прилично најголемиот роден ден кој што се слави, а во кој ќе бидат и голем број музички звезди, и тоа 17-тиот роден ден на Блаже Трпковски. Ова не е било каков роден ден, овој роден ден ја слави инклузијата, нешто кое што и почесто го зборуваме во утринска на Телма. Ќе го зборуваме и денеска, ќе дадеме акцент на инклузијата, ќе зборуваме малку за секојдневието и животот на Јованка заедно со Блаже Трпковски, кои што се наши денешни гости, а се разбира и за организацијата за овој роден ден, кој верувам дека понатаму ќе стане, како велиме, традиција, но и уште повеќе ќе ја покрене свеста на оваа тема. Добро утро и добро дојдовте во нашата студија. Добро утро и добро ве најдовме и благодариме на поканата. На неколку дена сме пред настанот. 31 е нели денот кога ќе биде одржан овој голем роден ден, каде што велиме ќе се слави инклузијата. Прво пред да преминеме на деталите, Јованка би сакала да ве прашам од каде идејата за ваков еден голем масовен собир со многу пејачи кои што нели ќе го дадат својот придонес и за публиката, но верувам најмногу за Блажа. Па ние како родители кои што имаме деца со попречено, со потешкоти во развојот, поминуваме едни фази од животот додека да ја прифатиме нели дијагнозата. Но кога ќе видиме дека попреченоста е само дијагноза, но не и прогноза за нашиот живот, тогаш доаѓа и до освестување едноставно како родител, а потоа и како специјален едукатор, секогаш се имав фокусирано на позитивните аспекти на попреченоста и затоа и настанов е поврзан околу тоа. Настанов има една порака да пренесе за оние родители кои што се на почеток на прифаќање на дијагнозата, да видат како на овој настан има родители кои што успеале, фокусирајќи се на позитивните аспекти, да видат како напредуваат нивните деца, дека има и друг пат, не е само оној кој што годиме дефектолог, логопед и невропсихијатри, дека има и некој друг пат кој што се стигнува исто до напредок. Родителите да не се, додека ги овој настан исто треба да пренесе и порака да сите деца си имаат своји способности, своји потенцијали кои што ние сакаме да ги потенцираме. Затоа е настанов да секој покаже и уме што знае, кој да запее, кој да заигра и да родителите едноставно се мотивираат едни со други да се стекнат со пријателства, да се поддршка едни на други, бидејќи навистина е важно да кога некој ќе видите дека гледајќи позитивно на попреченоста постигнува успеси како ние со Блажа, тој добро свири, многу е успешен и во пливањето, сигурно ќе биде мотивација за некој друг родител дека не се така црно изгубено и не е дека, не знам, Бог е неправеден кога имате попреченост, туку напротив е благослов и еден убаво патување. Да, сосема различно гледање на работите, тотално различна перспектива која што треба да ја имаме, а токму тоа би требало да биде резултат на таа едукација и изголемувањето или подигнувањето на свеста кога зборуваме за овие личности, овие млади луѓе кои што имаат своји таленти кои треба да се пробудат во нив или да се насочат во една вистинска насока. Ќе го прашаме Блажа дали се подготвува за роденденот, колку е тој возбуден за тоа и ако Блаже твојата мајка спомена дека навистина уживаш и во музиката, во свирењето и во пливањето, тогаш што е она кое ти го дава тоа едно вистинско уживање или како ти се чувствуваш еве вака и тебе да те слушнеме? Да. Убаво? Убаво. Додека свириш ти е убаво? Свирам убаво. И додека пливаш? Пливаш. Да. А на што свириш, само не споменавме? На пијано. Браво. Ќе свириш сега во сабота или само ќе Во уживаш? сабота. Ќе свириш, добро. А кажи ми, Блаже, дали и односно кои ти се омилени македонски пејачи и дали тие ќе бидат во сабота на настанот во малата сала во Јане Сандански, спортскиот објект? Во сабота ќе биде Јане Сандански. Сите присутни. А кои ти се омилени музичари од Македонија? Музичари од Македонија. Пајак. Антонио Гиоски.
Ќе бидат таму, така? Така. Ќе ни кажете, Јованка, кој се друг ќе биде дел од овој голем спектакл, бидејќи навистина гледам дека бројката расте и може повеќе од 20 да, навистина, да. Од малата сала на Јане Сандански се преврлуваме во арената. тоа е... Да, ни расне бројот и поради пристапот, да, подобар пристап за оние кои што ќе видат во колички, бидејќи тие имаат свој настап и тие да мотивираат одредени, рековме, нели, кои што се на почеток, да видат како може да се живее радосно кога имате потешкотија. Многу изведувачи затоа што не заради некаква да не се свати ова само како прослава, туку и сите тие пејачи сакаат да направат нешто за нив. И тие чекаат вакви моменти да израдуваат некој од нив, да измамат насмевка, да испеат што повеќе, да подарат нешто, не им треба ни популаризација, никаква и реклама, туку напротив. Сакат и тие малку парче душа да дадат за нив и нешто да сторат. Така да сами се имаат, некој од нив не си имаат јавено, веднаш или на покана си имаат одма прифатено. Што се однесува не само до изведувачите кои што се навистина многу на број, Антонија Геговска Пајак, Даци Александар, Иван Народника, да, Мијата, Димитар Тасев, и многу ни си има дополнително јавено, Димитар Тасев, Лина Пејковска, Спасен Силјановски, навистина. Имаме навистина и народни и забавни, затоа што во грижата за овие деца се вклучени и цело семејство, и од повозрастните, така да и тие како средно школа, па во училиштето кај што тоа учи во Светина Охридски за деца со потешкоти во развој и народна музика слуша, така да реков, секој сака да придонесе нешто и се радувам кога за вакви настани има интерес и не се намалува вредноста дека не е важна и дека е хуман карактер ова, не, напротив. И тоа е за поздрав. Да, се радувам на тоа. Да, се радувам што имаме значење, сме слушнати како родители, испочитувани на некој начин. А нас ние, ако за нив е ова, за родителите да видат како може и поинаку, како може и подобро едни на други да сме поддршка и да видат ако се на почеток како некој напредува или да видат како децата напредуваат и каде биле некогаш, каде се сега, некој дете што не гледа, а свири убаво, што не зборува, може нешто друго добро прави. И за нас исто повод да во иднина не поттикне овој настан и голем интерес да правиме и реков и како стручно лица и активности да спроведуваме, не поттикнува да нешто повеќе сториме за нив. Барем активности 2 пати неделно каде што ќе продолжиме да се дружиме, нешто и едукативно и рекреативно каде што и родителите ќе добијат поинаква поддршка. Навистина сакаме да поработиме на тој дел и за секого, значи и за родителите настанов и за децата да покажат нешто, а и за нас искуство, да. Инклузијата се слави, роден ден што ги обединува срцата, така вели слоганот. Сега колку навистина имате проблем со инклузија или не? Многу пати сме зборувале ние на оваа тема за инклузијата генерално во нашето општество и многу од стручните лица знаат да кажат дека едно е на зборови, друго е во пракса, но еве какво е вашето искуство низ години? Секако дека уште ќе ве гледа, уште сме некаде гледање, не гледаат со чудење, уште ќе ццкаат кога ќе ве видат на пример или уште ќе се чувствуваат децата непријатни или неприфатени во училиште, секако тоа дека уште постои. Но пак ќе кажам, како мајка сум била фокусирана на позитивниот дел од тоа, па знам да му кажам, чекај, ти нешто добро правиш и убаво. Тоа што некој не те прифаќа или те гледа со чудење, некако повеќе гледам у тој дел да позитивно гледам, да нешто повеќе се направи, да еве вака да направиме активности, да па ние како родители, па нашите деца да некако се дружат, да правиме нешто ние, да малку го смениме тоа. Така да секако дека има се уште постои тој дел, има дискриминација уште, проблеми имаат со асистенција, уште немаат, а тие не можат сами. Има навистина потешкоти, но ние реков родителите им е потребна едукација во тој дел навистина за да може да се справат со сите тие потешкоти. Блажа, имаш ли твоја роденденска желба и што е она кое што
си го посакуваш во ова нова година или за твојот 17-ти роден ден? 17 родеден, Што сакаш? 18. Што сакаш? Што сакаш? Која е твојата желба? Твојата желба имаше Што сакаш? за Што твојата сакаш? подарка? црвена, Што? црвена боја. Денеска си навистина убаво облечен во црвена боја, која што претпоставувам ти е омилена, но што друго има црвена боја да го сакаш како подарок? Најголем подарок за нив е што ќе дојдат толку голем број на деца како што ќе се дружат Да. и секогаш им е важно да бидат да бидат обкружени со луѓе Социализацијата, верувам, тоа им е е најважно, многу важно, да. Иванка, вие во последниот период, односно во последните години сте станавте или се образувавте како специјален едукатор и дефектолог, веројатно она кое што видиме како животот ќе наложи и според потребите кои што постојат. Но не сите се оние родители и мајки кои што се соочуваат со ова не се посегнуваат по тоа да навлезат во една таква професија која што меѓу другото има еден поинаков аспект или научен. Па колку тоа ви помага во секојдневното и комуницирање, и надоградување и напредок заедно со Блажа? Многу придонесува едукацијата. Мене едукацијата не само во правец индивидуално еднонасочно само за потребите на Блаже, туку на едукација се подвргнав најмногу заради тоа што нашето искуство кое што го имам како родител и како едукатор специјален да ми помогне да нешто направиме добро и корисно за сите. Желба ми беше се трудиме веќе и сакаме и наш центар да отвориме како дневен престој, центар кај што како лиценциран сензорен терапевт ќе овозможиме и работа со сензорна интеграција. Едноставно едукацијата многу ми помогна во поглед на Блажа, затоа што нови методи, нови техники и многу прашања добив одговор. Видов од каде доаѓаат некои потешкоти, навистина е потребна едукација. И претходно имав едукација, навистина многу работев на тоа од каде има некои потешкоти, но следев професори, следев навистина, читав многу, но кога веќе сум специјален едукатор, најмногу ми помогна во тоа што земавме куче, имав терапија со кучиња, земавме златен ретривер и тоа ни помогна во делот на социјализација, на осамостојување. Така, и ќе зборуваме, верувам и во иднина за сето тоа и за вашата работа и за напредуците. Фокусот на денешното гостување е токму роденденот на Блажа. Блажа, нека ти е среќен роден ден, ние први ќе ти го честитаме. А на 31 ги покануваме сите оние кои што сакаат да земат учество, поточно да бидат во публиката, да дадат својата поддршка од 12 до 15 часот во смената локација. Рековте, каде е сега? Во Јане Сандански арена, тоа ни е. Големата сала. Благодариме многу за гостувањето. На вас.